некој млад брачен пар, само што си добил принова, им се родило бебе. И откако мајката си дошла дома со бебето, го сместуваат во креветчето, мајката легнува да одмори, по известно време го бара сопругот, го нема, го бара низ собите и го наоѓа во детската соба. И гледа сопругот седи до креветчето, со погледот на кај креветчето и така замислен си седи. И сопругата го гледа и му вели: миличок, што е работата? Гледам нешто си замислен, воодушевен, седиш пред нашето бебе, пред креветчето. На што мислиш? Што е работата? И сопругот вели: абе, го гледам креветчето и свикам, како е можно волку убаво креветче за 2000 денари? Да, сите очекувавме сопругот да е воодушевен од бебето, вниманието да му е таму, мислите да му се таму, но тој наместо бебето се воодушевува на креветчето. Денеска ни е празникот Духов ден, така се одбележува кај нашиот народ според православниот календар. Изборуваше Марија ово утро за Светиот Дух. Недоговорено, да, заедно со Марија, еве, одлучивме да зборуваме на иста тема. Духов ден е ден кога Светиот Дух се симнал врз раната црква, врз апостолите, врз верниците. И на овој ден ние имаме избор, исто како сопругот кој што гледал на креветчето, или да се фокусираме на креветчето или на споредни работи, или пак да се подсетиме дека има нешто многу поважно. За жал, често пати многу луѓе кои се христијани или се нарекуваат христијани се фокусираат на формата. Ние можеме да се фокусираме дури на црковниот објект. Но замислете и најубавиот црковен објект. Ако овој објект не е со плочки излепени од злато, не знам, дури да има диаманти, да имаме лифт за качување, најсовремена форма на акустика, на презентација, што и да е, ако го нема Светиот Дух, тогаш сеедно сме се фокусирале само на креветчето. Па дури нашиот народ оди и подалеку. На овој празник, кој што е ден кога треба да се сетиме на Светиот Дух, Божиот Дух кој што дава живот, кој што го оживува секое едно тело, кој што прави црквата да биде жива, кој што прави да случуваат чуда, исцеленија, дарови, на овој ден нашиот народ се фокусира на празник на мртвите. И често пати ќе видите и вчера и денеска луѓето одат со корпи и одат и ги посетуваат мртвите. Бидејќи наместо Духов ден да го препознаат како ден на Свети Дух, тие го препознаваат како ден на духовите на мртвите. И сосема ја промашиле целта. На тој начин, повторно, наместо да се фокусираме на животот, ние се фокусираме на креветчето. Јас избрав едно кратко видео. Ние не сме православна црква, ние сме евангелска црква, се обидуваме да живееме според Божиот збор, да го проучуваме и да го практикуваме, па сепак живееме помеѓу народ, живееме во една култура помеѓу нашиот народ кој што доминантно е православен, и понекогаш имаме потешкоти да објасниме дали некои нешта се библиски или не. И дури и по ова прашање, веројатно и вие како и јас многу пати имаме потешкоти да објасниме дека овој празник не е празник на мртвите, дека не треба да се носи храна на мртвите, да се раздава и така натаму, и дека ова е ден на Светиот Дух. Па затоа најдов едно кратко видео. Видеото е изјава од отец Јаков, кој што е епископ Струмички во православната црква, и сосема кратко, помалку од минута, па би сакал да го видиме пред да продолжиме. Што е погрешно? Суштински е погрешно да очекуваме дека нашите упокоени имаат потреба од јадење и од пиење. А згоре на тоа и се остава храна, се остава пиење на гробовите. Тоа е едно искривено сваќање на реалноста на Царството Небесно. Царството Небесно не е ниту јадење, ниту пиење. Во Царството Небесно на нашите упокоени ништо не им недостасува, заради тоа што Царството Божјо е радост во гледањето на лицето Божјо,
пребивање во славата Божја, заедничарење или учество во љубовта Божја, учество во животот. И, како да кажем, на некој начин ја срамиме нашата вера заради тоа што се подпираме, се уште се надеваме на некој материјален облик и начин на постоење, што е недолично за достоинството на христијаните. Ете толку, тоа беше кратко, но мислам јасно за сите оние кои што се во дилема дали на вистина треба да се прави тоа нешто. Еве потврда дури од православен свештеник кој што укажува дека тоа е погрешно. Сега, ако тоа е погрешно, што е исправното? Што е духовден, што се случило на духовден? Сме зборувале на оваа тема повеќе пати, за духовден сум проповедал на неколку пати за ова нешто, но може би и за оние кои што се нови верници, па и ние да се подсетиме добро уште еднаш да го кажеме за што станува збор. Ке читам од Дела на апостолите 2 глава. Овде е динамичен превод, ако го следите, го избрав намерно затоа што се користи зборот духовден или празникот духовден. Овде пишува: кога дојде празникот духовден, сите христијани се собраа на едно место. И продолжува, вели, тогаш ненадојно се создаде шум од небото, како силен ветар кој што дува, ја исполни целата куќа каде што седеа. И им се јавија јазици како пламени, кои се разделија и се испуштија по еден на секого од нив. И сите се исполнија со Свети Дух и почнаа да зборуваат на други јазици, онака како што им даваше Духот Свети да изговараат. Тоа е краткиот дел, иако целата ова глава всушност зборува за тоа искуство, но тука можеме да го видиме тој прв момент кога Свети Дух се спушта врз апостолите, врз раната црква. Кога зборуваше Марија за Свети Дух, таа го спореди Свети Дух со вода. И ќе приметиме дека во Библијата се користат неколку метафори или споредби за Духот Свети. Ако се прашуваме кој е Свети Дух, Библијата ни го објавува како едно од трите лица на тројството. Бог себе си се објавува како Отец, Син и Дух Свети. И Божиот Дух е дел од Божиото тројство, тој самиот е Бог. За него читаме уште на самиот почеток, при создавањето на земјата пишува Божиот Дух лебдееше над земјата. Тој учествуваше во создавањето. Пишува во Стариот Завет, пишува дека Божиот Дух беше тој што ги инспирираше пророците. Пишува дека Духот Божи го надакнуваше пророкот за да пророкува она што треба да се случи. Светиот Дух е оној кој што даваше сила на Божите луѓе за да извршат одредена задача. Читаме за Веселеил, кој што беше надахнат или надарен од Светиот Дух за да изработува различни работи. Но исто така читаме и за Самсон, може би попознат ни од филмот Самсон и Далила, каде што се бори со лав, нели? И таму пишува дека кога Божиот Дух ќе слегнеше врз него, тој добиваше надприродна сила. И ова се сите овие, да кажеме, места каде што гледаме Светиот Дух да е спомнат или да има своја улога во Стариот Завет. Но Бог ни кажува дека Светиот Дух ќе го употреби и за да направи промена кај човекот, и дека тој ќе го испрати да дојде трајно. И тоа се случува на денот на Петдесетници, на денот на Духовден. Во книгата на пророк Езекиел Бог вели: јас ќе го испратам мојот дух и ќе го изватам вашето срце од камен и ќе ви дадам срце од месо. Она што тој го најавува како ветување се случува овде. Овде Светиот Дух, иако Марија каже дека Светиот Дух може да се објавува и како вода, и дури Исус зборуваше за Светиот Дух како вода. Тој рече: оној кој што верува во мене, во него ќе го ставам Свети Дух и од него ќе потечат реки на жива вода. Ќе се претвори извор на вода жива. Овде Свети Дух го гледаме како нешто друго. Го гледаме како ветер. Пишува: ненадејно се чу шум како силен ветер. Исус зборуваше за Светиот Дух како ветер. Кога Исус во една прилика седна со Никодим и разговараше,
Исус му кажа на Никодим дека Светиот Дух е потребен за да наново се родиме. И Никодим не можеше да го разбере тоа нешто. И тој му рече, па знаеш за ветрот, ветрот дува, но не знаеш од каде дува, ни каде оди. И така е, тој рече и со Духот Свети. Светиот Дух е како ветер, не можеме да го контролираме, ниту да го предвидиме неговото движење. Бидејќи тој е Духот Божи, не можеме да го ставиме под контрола. Но Исус ни кажа дека Светиот Дух е потребен за да наново се родиме, да се родиме духовно. Сушност, со ова нешто Исус ни кажува дека за да можеме да духовно повторно бидеме живи, за да можеме да имаме вечен живот исто така, за да ја обновиме заедницата со нашиот Бог, ние мораме да го примиме Светиот Дух. Не знам дали сте размислувале на ова нешто, но ќе кажам една храбра изјава, која што на почеток ќе ви стои чудна, но откако ќе ја образложам, ќе сватите дека е вистина. Човекот кој што го нема Светиот Дух во себе си, тој не е христијанин. Човекот кој што го нема Светиот Дух во себе си, тој не е христијанин. Вие ќе си кажете, па добро, нели може човек да си верува во Исус без да го има Светиот Дух? Но Библијата не ни го кажува тоа нешто. Во Римјаните 8 глава 9 стих вели, вие живеете не по тело, туку по дух. Само тогаш ако Духот Божи живее во вас. Ако пак некој го нема Духот Христов, тогаш тој не е негов. Овде јасно ни кажува Павле, ако некој го нема Духот Свети во него, тој не може да се нарече Христов. Затоа денес можеме да бидеме христијани само ако го имаме Светиот Дух во нас. И Светиот Дух ни е потребен не само за да се наречеме христијани. Исус му кажуваше на Никодим дека Светиот Дух е тој што не наново раѓа. Ние без Светиот Дух сме мртви во нашите гревови. Апостол Павле на едно место вели, вие кои што бевте мртви, Светиот Дух ве оживеа, Исус ве оживеа преку Светиот Дух. И тоа не е од вас, тоа е Божи дар за никој да не се фали. Така да Бог го прави тоа нешто во нас. Во Дела апостолски 19 глава, 2 и 3 стих, таму кога Павле се сретнува со ефесијаните, тој ги прашува, го примивте ли Свети Дух кога поверувавте? А тие му рекоа, ние не ни знаеме дека има Свети Дух. Затоа е важно да знаеме за Духот Свети. Најголемиот број на луѓе кои што денеска се нарекуваат христијани, за жал го немат Духот Свети во себе си. Тие не се наново родени. Тие не живеат еден променет живот. Затоа овде читаме дека Светиот Дух е доказ за исполнувањето на ветувањето, но исто така Светиот Дух е знак дека Бог е со нас и е во нас. Тоа е една потврда, една надворешна потврда за тоа дека Бог живее во нас. Што е оно што Духот Свети го прави во нас? Има неколку нешта кои што можеме да ги наброиме. Прво, Светиот Дух носи сила за живот и сведоштво. Исус пред да се вознесе, ако читаме во првата глава на Дела апостолски, додека се уште беше со своите ученици, пред да се раздели од нив и да се вознесе на небото, тој рече, ќе примите сила кога Светиот Дух ќе дојде врз вас. И тогаш ќе ми бидете сведоци во Ерусалим, во Самарија и до крајот на светот, и така натаму. Овде Исус зборуваше за тоа дека Светиот Дух е тој кој што ќе даде сила на учениците за да може да ја спроведат таа мисија и таа задача. Се сеќавате, пред да го примат Светиот Дух, учениците беа исплашени. Тие дури се криеа и се плашеа да излезат надвор и да зборуваат јавно. Петар беше толку исплашен што тој, кога посочи дека и тој е ученик Христов, тој 3 пати се одрече од Исус и потоа горко плачеше. И додека Исус воскресна, тие се уште беа скриени и затворени, мислам дека беше во куќата на Филип, и се плашеа некој да не ги најде.
Но што се случи на денот на Духов ден, на Пентекост? Оној текст што го читавме утрово, вели кога дојде денот на Педесетница или на Духов ден, беа учениците собрани заедно и сите се исполнија со Светиот Дух. И откако се исполнија со Светиот Дух, пишува дека тој ден заради празникот во градот имаше луѓе од различни краишта од земјата. И се набројани од кој се народи и народности имаше таму. И слушнете што се случува. На толку голема толпа луѓе, подоцна читаме дека имаше некаде околу 3000 мажи, веројатно бројката е била можеби околу 5000 души, не знаеме. Вели во 14 стих, тогаш Петар стана заедно со 11-те, го подигна гласот свој и им рече: луѓе јудејци и сите вие што живеете во Иерусалим, знајте го ова и внимателно слушнете. Овие луѓе што ги гледате не се пијани како што мислите, зашто е третиот час од денот, туку ова е предскажано преку пророкот Јоел. Ете, во последните дни, рече Бог, ќе го излеам мојот дух над секое тело и ќе пророкуваат синовите ваши и керките ваши, младичите ваши ќе имат виденија и старците ќе сонуваат соништа. Ово истиот Петар, кој што пред само неколку часови беше исплашен и се криеше, кој што 3 пати се одрече од Исус, сега истиот тој Петар станува пред една толпа од 3000 души, можеби и повеќе, и храбро зборува на сите за Светиот Дух. Тој храбро зборува за Божите ветувања. Да ве прашам, кога последен пат сте застанале пред толпа од 3000 души да зборувате? Не е едноставно, нели? Јас не сум имал прилика да зборувам пред толку многу народ, можеби најмногу некаде до 1000 души, но знам дури и кога си во сигурна атмосфера, дури кога сум излезел да зборувам во црква каде што има околу 1000 души, мислам дека последен пат беше во Америка, беа околу 2000 членови. Дури и тогаш, кога си во сигурна атмосфера, кога знаеш дека сите присутни се христијани, веруваат во Исус, нема никој да фрла камиња по тебе, дури и тогаш излегуваш со некаква трема, со треперење, несигурно, затоа што знаеш дека зборуваш пред толпа луѓе, пред огромна бројка на луѓе. Овде Петар излегува пред евреите кои што се уште не знаеше како ќе го прифатат. Евреите кои што беа непријателски насочени против нив. Тој излегува пред народ кој што пред кратко време го распна Исус. И сега тој излегува и зборува храбро. Откаде му е таа храброст на Петар? Откаде му е таа сила да излезе и на 3000 души да им го кажува ова нешто? Светиот Дух. Светиот Дух е тој што го направи тоа во Петар. Светиот Дух допринесе да Петар сега од исплашен излезе и да зборува храбро. Затоа што тоа беше ветувањето на Исус. Исус рече, кога Светиот Дух ќе се симне врз вас, ќе примите сила и ќе ми бидете сведоци. Светиот Дух ја дава таа сила за да можеме да сведочиме за него. И затоа дури и кога, ако читаме во 4 глава понатаму, дури кога беа фатени и биени, кога беа фатени од фарисеите, пишува дека апостолите и тогаш се помолија: Господе, дај ни сила за храбро да можеме да го проповедаме Евангелието. И пишува во 31 стих: и откако се помолија, се затресе местото каде што беа собрани, и сите се исполнија со Свети Дух и слободно го проповедаа Словото. Повторно имаме уште еден случај каде што Светиот Дух им ја даде потребната сила, потребната храброст. Ние сами по себе не сме во можност во овој свет да се носиме со предизвиците доколку Светиот Дух го немаме во нас. Па дури и самата таа мисија не би можеле самите да исполнуваме, да одиме и да кажуваме за Христос, да одиме да го проповедаме Евангелието, доколку Свети Дух не ни способи. Затоа ни е потребен Свети Дух. Рековме дека Свети Дух е оној што не наново раѓа, тој ја дава новата природа во нас, но Свети Дух е и тој што ни ја дава силата да сведочиме за Христос. Свети Дух исто така донесува промена во нас. Ако читаме понатаму,
Например, во Галатјаните 5 глава пишува за плодовите на Духот Свети. Ние читаме во Коринтијаните дека Свети Дух има духовни дарови кои што ги дава на црквата, и тие дарови се дарови на пророштво, дарови на исцеление, дарови на чуда. И ние сите ги посакуваме тие дарови, бидејќи тие се една манифестација на Божјата сила. Замислете сега, во црквата дојде човек кој што е сакат и наеднаш проодува. Жена која што е слепа и наеднаш прогледува. Ние сите ќе реагираме со воодушевување. Тоа ќе биде вау! Јас верувам дека нема да има потреба од никаква реклама, во рок од неколку часа цело Неготино ќе знае. А веќе следните денови пошироко. Замислете мртов човек да воскресне од гробот. Тие се работи кои што се случува и се случуваат се уште преку силата на Светиот Дух. И ние ги посакуваме тие работи, или пророштво каде што се откриени нашите, можеби најскриени мисли, можеби нашите дилеми, прашања. Во една прилика кога тука имавме еден гост од Америка со дар на пророштво, имаше некој од вас кои што излеговте да се моли за нив, и едно од нив беше тетка Цаца, нашата сестра. Таа само неколку денови претходно ни сподели дека неколку пати поред сонувала сон во кој што таа умира. И таа беше многу исплашена, вели, многу се плашам да не умрам, сонувам дека ќе умрам, не знам што да правам. И кога тој човек се молеше за неа, прв пат дојде тогаш, него ни знаевме, јас преведував, тој рече, кажи дека Свети Дух ми кажува вака: ти сонуваш дека ќе умреш и живееш во страв. И јас ги слушам зборовите, и јас кој што се нарекувам верник, ми е тешко да поверувам, исто како тој да го слушал нашиот разговор само неколку дена претходно. Но Бог е тој преку Свети Дух кој што ги открива и најскриените тајни. И тој ја знаеше незиниот страв, го знаеше незиниот сон, и Свети Дух и кажа: немој да се плашиш, нема да умреш. Тој сон не е од Бога. И еве Цаца, фала на Бога, и до ден денеска е жива. Но освен даровите на Светиот Дух, уште поважни за нас се и плодовите на Духот Свети. Ако читаме во Галатјаните 5 глава 22 стих, таму се набројани 9 плодови на Свети Дух, и таму еден од плодовите кои што сите го посакуваме е љубов, понатаму долготрпеливост, радост, мир, самоконтрола и така натаму. Овие нешта зборуваат за карактерот на човекот. Првите нешта зборуваат за делувањето на Духот Свети, за пророштва, за јазици, за откровение, за исцеление, но овие вторите нешта зборуваат за нашиот карактер. Ние исто така имаме проблем со нашиот карактер. Човекот кој што е избувлив, кој што е насилен, тој има проблем да се контролира себе си. Човекот кој што е нетрпелив има проблем да се научи на трпеливост или на кротост. Го знаете оној што се молил, рекол: Господе, дај ми трпение, ама дај ми сега. Тоа е проблемот кога немаме трпение. Сега, Свети Дух ни помага и во ова нешто. Свети Дух ни помага да нашиот карактер го усогласиме со Божиот карактер. Бидејќи Библијата учи дека ние треба да станеме како Христос. Дури и во нашиот карактер, ние треба да научиме да станеме кротки, трпеливи, полни со љубов, да имаме во себе си мир, самоконтрола, радост. Како се постигнуваат овие нешта? Ние можеме да се обидуваме со наши сили, но на крајот многу пати повторно паѓаме и паѓаме и паѓаме. И затоа Свети Дух ни доаѓа на помош. Тој е оној кој што ни помага да во нашиот карактер се менуваме. И затоа овде овие нешта се наречени плодови на Светиот Дух. Знаете што е специфично за еден плод? Ако имате во градината, да речеме, јаболка или што и да е, вие можете уште на самиот почеток да видите како јаболката најнапред е цвет, потоа се појавува мало зелено јаболче, нели? И тоа е плодот. Но дали е спремно да го јадете? Се уште не. Чекате да созрее, да порасне, добива, ако е црвено јаболко, од црвеникава боја, и кога ќе созрее, тогаш можете веќе да го јадете.
Ова значи дека на плодот му треба време. Со даровите на Свети Дух не е така. Може човек во истиот момент кога ќе го прими Свети Дух, тој да пророкува. Но кај плодовите треба време. Ова значи дека не можеме да очекуваме кога еден човек ќе стане христијанин, ќе го прими Свети Дух, неговиот или незиниот карактер веднаш да станува совршен. Наеднаш гледате, таа личност е светец, перфектна. Не се случува такво нешто, треба време. Но доколку ние се предаваме на Светиот Дух, тој ја врши таа промена и плодовите на Светиот Дух во нас стануваат видливи. Инаку, ако се обидуваме сами, тоа е невозможна мисија. Не знам дали сте гледале некој од филмовите со Том Круз "Невозможна мисија". Јас имав прилика да гледам еден од нив и интересно со овие филмови е што баш како што е и насловот, често пати Том Круз, кој што во филмот го има името Хант, Итан Хант, мислам дека беше, често пати тој треба да изврши невозможни задачи. Се качува по згради надвор без никаква опрема, не знам, треба да плива под вода некаде 1000 метри под водата за да стигне до некаков материјал да земе. И тоа се невозможни задачи. Во некаква само период од секунда треба да заврши нешто невозможно. И кога го гледате тоа нешто си велите, ова човек сам не може да го направи. Не знам, се качува на авион без да е врзан, па скока од авион, па треба да спаси живот. Го гледате тоа нешто и ви изгледа навистина невозможно. И сето тоа го прави нели за да го спаси светот. И затоа насловот на овие серија филмови е мисија невозможност или невозможна мисија, Mission Impossible. Некој од вас можеби сте гледали некој од филмовите. Но идејата на филмот е дека вакво нешто е незамисливо дека некој може да го изврши. Па исто и многу нешта кои што ние треба да ги направиме во овој свет се невозможни, се мисија невозможност без Светиот Дух. Затоа Духот Свети ни е потребен на нас. Духот Свети е тој кој што дава живот во нас и тој е оној кој што дава смисла на нашите животи и ни дава сила да можеме да го вршиме тоа што е потребно. Гледав скоро едно кратко видео и многу интересно ни е прикажано тоа со една споредба. Сите ние сме користеле ракавица и знаеме што е ракавица, нели? Без разлика дали е ракавица за градинарска работа, дали е за во кујна, еве дури да е гумена ракавица. Интересно, ракавицата ако ја оставите на маса, таа е неподвижна. Ракавицата е создадена според образот, според сликата на раката, нели? Таа е создадена за да одговара на раката. Раката има 5 прсти и ракавицата има 5 прсти. Но дека раката се движи, ракавицата таа сама не може да се движи. Улогата на ракавицата е да може со неја да работиме, да таа може да биде обвивка за раката. Но ракавицата сама по себе си е безживотна. Таа нема живот во себе си. Кога ракавицата станува корисна? Кога станува употреблива? Знаете ли кога? Кога раката ќе ја ставиме во ракавицата. И наеднаш ракавицата станува жива. Таа добива живот во себе и ние со ракавицата можеме да подигаме, можеме да работиме, можеме да миеме нешто. Ракавицата веќе е корисна, таа може да служи, има живот, затоа што живата рака влегла во неа и дала живот. Таа ја исполнила ракавицата. И самата ракавица всушност ја исполнила и целта за нејзиното постоење. Бидејќи тоа е нејзината цел, за тоа е наменета, за тоа постои. Ние сме како ракавицата. Без Духот Божи во нас, ние сме безживотни, ние сме безкорисни и ние не можеме да извршиме целта за која што постоиме. Нашата цел е да живееме за Христос и да го прославиме Христос. Нашата цел е да вршиме добри дела. Нашата цел е да живееме еден исправен, победоносен живот. Но ние самите не можеме тоа доколку Божиот Дух не влезе во нас. Божиот Дух треба како раката во ракавицата да те исполни и тоа е оној што ќе направи да можеш ти да си ја вршиш својата функција
и својата задача, да ја исполниш твојата цел. Јас и ти сме ракавицата. Затоа, дали сакаш и дали си спремен да дозволиш Божиот дух да те исполни, да работи преку тебе, зависи од тебе. Доколку сакаш да бидеш безживотна ракавица која што ќе биде на масата, тогаш ти можеш да се спротивставаш на Светиот Дух. Но ако сакаш да бидеш употребен да исполниш својата цел, тогаш треба да му дозволиш Светиот Дух да те исполни. И спомнав дека Светиот Дух е спореден со неколку нешта. Марија спомна дека Светиот Дух е спореден со вода, бидејќи водата прочистува, водата измива, не ја користиме за да миеме, да очистиме. Светиот Дух е спореден исто така и со оган, бидејќи оганот се шири и се распространува. Оганот исто така знае да пречисти злато, тој изгорува се што е нечисто. Но знаете ли дека една од споредбите на Светиот Дух е и гулаб? Всушност не само споредба, кога Исус се крсти, Светиот Дух како се појави? Тој се симна во форма на гулаб. Зошто гулаб? Зошто гулаб? Зошто не нешто друго? Затоа што гулабот е една нежна птица. Гулабот е, често пати го споредуваме како символ на мирот. Гулабот е многу нежен, доколку викаш или се обидуваш да правиш некакви нагли гестови, тој знае да избега. За гулабот да ти приде, ти треба да му покажеш, да доверба, треба да се отвориш за него, треба да му покажеш смиреност и тогаш гулабот ќе дојде кај тебе. Слично е и со Светиот Дух. Многу пати луѓето се плашат од Светиот Дух да му ја дадат контролата затоа што мислат дека Светиот Дух ќе ги опседне и тој ќе направи во нив нешто што тие не сакаат. Што ако ме претвори во нешто што не сакам? Што ако тој ме опседне и ја преземе целосната контрола во мене? Светиот Дух не е таков. Светиот Дух нема да направи ништо во твојот живот и во тебе ако ти не му дозволиш. Светиот Дух е како гулаб. И затоа да дозволиш Светиот Дух да работи во твојот живот може само да биде на благослов. Не плашете се да му дадете простор на Светиот Дух. Дури јас би ве охрабрил обратното, молите секој ден, Душе Свети, исполнувај. Боже, исполнуваме со Твојот Дух Свети, водиме, преземи ја контролата, менувајме, ти биди тај кој што ќе го водиш кормилото, нека Твојот Дух Свети ме менува, нека тој управува со мене. Кога ние ќе дозволиме Светиот Дух да ја преземе контролата во нашиот живот, тој да ни исполнува, тој да води, тогаш работите ќе одат само на подобро. Има еден пример за познатиот проповедник Двајт Муди од Америка, кој што бил силно употребуван од Бог. Тој бил голем евангелизатор на почетокот на 19 век. Кога се случило духовно пробудување во Америка, овој човек, бидејќи бил исполнет со Светиот Дух, кога тој проповедал, луѓе паѓале на земја и се каеле. На неговите собирања доваѓале дури и до 20.000 души. Огромна толпа доваѓале да го слушаат, затоа што тој зборувал под голема сила на Духот Свети. Во една прилика, кога започнале евангелизацијски кампањи во Англија, решиле дел од проповедниците, од пасторите таму да го поканат Двајт Муди да дојде и кај нив да проповеда. И на тоа нешто се побуниле некои од постарите проповедници и рекле: а зошто мора ние да го викаме него? Пошто е тој толку посебен, па тој да мора да доаѓа до Америка, нас да не учи и да ни зборува за Исус Христос? А што си замислува дека е тој? Тој нито е теолошки образуван, нито е посебно искусен, да не мисли дека тој има монопол над Светиот Дух. И на ова нешто некој помлад пастор, но сепак мудар, му одговорил: ја не мислам дека треба да го викнеме затоа што тој има монопол над Светиот Дух, туку затоа што Светиот Дух има монопол над овој човек. Тоа е разликата. Ја свативте поентата, нели? Ние не можеме да имаме монопол над Светиот Дух или контрола над Светиот Дух, но еден исправен начин да дозволиме да се случи промена во нашиот живот и да бидеме употребени силно од Светиот Дух
е само ако дозволиме тој да има монопол над нас. Тоа е исправниот начин. Се додека ние се противиме на Светиот Дух и си велиме ќе правам јас како што сакам, Светиот Дух нема да слета врз нас. Тој нема да не употреба. Тој ќе рече добро, живи си како што сакаш. Но во моментот кога ќе кажам Господе, јас имам проблем со ова искушение, со овој грев или со оваа навика, со овој дел од мојот карактер, дојди и менувај ме, ти го предавам и овој дел од мојот живот. Сакам и во ова нешто да се предадам. Тогаш Светиот Дух ќе изврши промена. Кога ќе му дадеме право, тој да има монопол над нашиот живот. Не може истовремено ние да го имаме и Светиот Дух и гревот, и Светиот Дух и некои си наши каприци. Кога Светиот Дух ќе биде единствениот владетел на нашето срце, тогаш ќе се случуваат промени. Затоа е важно да дозволиме Светиот Дух да го има монополот. И на крај можеме да заклучиме, како што и почнавме на почетокот, дека Светиот Дух не е само некаква доктрина. Ние можеме денеска теолошки да разгледуваме, да читаме стихови, што учи доктрината за Свети Дух, што Библијата учи, но мене целта не ми е да биде само некаква сува теологија. Може би забележувате дека и преку проповета денеска сакав да укажам дека Светиот Дух има реална улога во нашите животи. Светиот Дух е тој кој што врши трансформација, тој е оној кој што не оживува, тој е оној што не менува, тој е оној преку кој што се случува чуда, тој е оној што ни дава сила да живееме победоносен живот. Без него ние сме само празна ракавица. Затоа сакав практично да ја погледнеме темата на Светиот Дух и да ја видиме потребата. Затоа кога зборувам за Светиот Дух, сакам да кажам дека тоа е нешто кое што треба постојано да го посакуваме. Реков дека еден од зборовите на овој празник денеска е Педесетница или Пентекос. Нашиот народ да го нарекува Духов ден, но на еврејски или на грчки зборот Пентекос, кој што значи 50 дена, и тоа е било празник кој што го прославувале евреите. Сега, интересно што нашата црква до пред 10-20 години се нарекуваше исто така Пентекосна црква, не знам дали знаете. Го сменивме името во евангелска затоа што зборот Пентекосна никој не го разбираше во Македонија. Но зборот Пентекосна влечи своја историја уште некаде од 18 век, кога пасторот по име Чарлс Пархам, проповедајки во методистички пастор на своите студенти, тој ги предизвикал да најдат физички доказ за крштевањето на Свети Дух. И тие откриле дека еден од видливите докази за тоа дека си крстен со Свети Дух е зборувањето во јазици. Но никој во тоа време никој немал такво искуство или таков дар. И тие одлучиле, ако ова нешто во Библијата што го пишува е вистина, зошто да не е можно да се случи и денеска. И овие студенти решиле да се соберат и да се молат Господ им го даде истото искуство кој што се случило на денот на Пентекост. Овие студенти заклучиле теоретски, читале во Библијата дека на денот на Пентекост се спуштил Свети Дух, откриле дека прв видлив знак на крштевање на Свети Дух или примање на Свети Дух било зборување во јазици, бидејќи читаме овде дека апостолите почнале да зборуваат на други јазици и тие рекле, ако ова е вистина, тогаш и ако Бог го дава Свети Дух на оние кои што веруваат, тогаш зошто да не се случи и денеска. И тие решиле како студенти да се соберат и да се молат, и се молеле неколку дена поред. И на крајот овие студенти доживеале крштевање во Духот Свети и зборување на непознати јазици. Ова движење подоцна се проширува дури и во Америка и се појавува како нешто поприсутно во една црква во Лос Анџелес на улица Азуса. И денеска е познато движењето кое што
се расширило од тогаш, и ова движење или црквите кои што го прифатиле ова движење, крштевање на Светото ги зборување во други јазици, биле наречени пентекостни цркви, бидејќи се повикувале на Пентекост, на искуството кое што го доживеале луѓето апостолите на овој празник. Овие пентекостни цркви, бидејќи станале отворени за делувањето на Свети Дух, и му искажувале добре дојде на Духот Свети и велеле ние сме тука да го доживееме истото искуство, и се молеле за да доживуваат исполнување со Свети Дух, зборување на јазици, крштевање во Духот Свети, пророштва, и ги прифатиле даровите, духовните дарови како дарови кои што Бог ги дава и денеска. Овие цркви го прифатили името Пентекостни цркви и станале цркви кои што најбрзо се шират во светот. Карактеристично за овие цркви било голема ревност и огин за Господа. Кај овие христијани се забележувало дека имале огромен жар за Господ. Тие не се плашели, не се срамеле да излезат на отворено и да зборуваат. Друго што било карактеристично за овие цркви е било присуството на духовните дарови. Во овие цркви се случувало пророштво, исцеленија, се случувало зборување на јазици, значи се случувале различни чуда. Исто така кај овие цркви, овие верници се приметувало едно големо ниво на светост. Светост во која смисла? Овие цркви се залагале против богатење. Тие не промовирале огромно богатство, току почнале да живеат скромен живот. Исто така нивната скромност се приметувала и во облекувањето. Овие цркви поучувале дека христијаните треба скромно да се облечени и да бидат свети дури во облекувањето. Друго нешто специфично за овие цркви било што во тоа време во Америка била видлива сегрегацијата помеѓу црнци и белци. И имало поделби во традиционалните цркви. Во многу цркви се собирале само белци и не им било дозволено на црнците да одат таму. Но кога Светиот Дух почнал да делува во овие цркви, карактеристичното за пентекостните цркви било што таму црнци и белци се собирале на едно место и славеле заедно. За нив веќе не било проблем да го препознаат црнецот како свој брат и обратно. Така да немало предрасуди во овие цркви. И затоа пентекостното движење станува најмасовно и најбрзо растечкото движење во 20 век. Во 1923 година станува најголемата евангелско-протестантска гранка во светот. До 2000 година се регистрирани 560 милиони пентекостални верници во целиот свет. Ова ни кажува дека кога ќе му дадеме простор на Свети Дух, кога тој почнува да делува и ќе му дадеме место во нашите цркви, тој навистина е како еден оган кој што е незапирлив, како пожар. Замислите, пожарот кога се случува колку е тешко да се угасне. Ние секоја година имаме проблем со пожарите. Таман, мислиш, си го изгаснил на едно место, тој се проширил на друга страна. И скоро е невозможно да го контролираш. Затоа Светиот Дух е сообразен или е спореден и со оган. Веќе кога тој делува како оган. Делува како еден пожар и се шири насекаде. Затоа и ние како црква сакаме да бидеме пентекостна црква во своето верување и делување. Ние го имаме сега називот евангелска, но по нашето верување, по нашата доктрина ние сме пентекостна. Ние веруваме дека Свети Дух и денеска постои, тој и денеска делува, и денеска може да го исполни верникот, и денеска верникот може да зборува на други јазици, да има пророштва, да се молиме за чуда, исцеленија и така натаму. И кога Светиот Дух ќе те исполни, тоа е нешто што не можеш да го скриеш. Затоа треба да го бараме исполнувањето на Духот Свети. Ќе дадам уште една споредба, уште еден интересен пример и со него ќе завршам и потоа можеме да се молиме за исполнување на Духот Свети. Овој пример зборува за тројца копачи на злато во Америка, во некое мало место, кој што најште на златна жила во некое планинско градче во Калифорнија.
Оваа жила била голема и богата и тие кога ја нашле биле пресрекни. Но сватиле дека има многу злато и дека ќе бидат богати, ама решиле да не кажат на никого, за да не дојдат и други, да не им ја откријат жилата и да не ги ограбат. И се договориле вака, рекле, бидејќи сега имаме потреба од додатна опрема, на никој не кажуваме дека сме нашле златна жила, но ќе се вратиме во градот, ќе купиме додатна опрема и потоа ќе продолжиме да копаме за да го извадиме златото. Кога се вратиле назад и во градот и набавиле опрема, додатна опрема и уште храна и тргнале кон планинското место за да продолжат да копаат, за кратко време забележиле дека по нив ги следи толпа народ. И се свртиле и прашале, зошто не следите? Тие рекле, знаеме дека сте откриле злато. И овие биле збунети и рекле, како разборавте, од каде знаете? Никој ништо од нас не ви кажа. Тие на тоа одговориле, знаеме, но ви издадоа вашите лица. Тие зрачеа од радост. Може да претпоставите какви се им биле лицата пред овие луѓе. По сличен начин и кога ние го имаме Духот Свети или кога Свети Дух не има нас, поточно кажано, кога Тој управува со нас, кога ќе му дадеме место во нашите срца, во нашите животи, тогаш е невозможно да го скриеме тоа нешто. Дури и да се обидуваме на никого да не кажуваме. Луѓето тоа го препознаваат. Луѓето знаат да кажат нешто чудно зрачи од тебе. На твоето лице има некаква чудна радост. Или кога сум покрај тебе има некаков чуден мир. Има нешто, некакво чудно помазание, нешто што не можем да си го објаснам. Може би некој од вашите пријатели, другарки ви го имат кажано тоа. И ако и вие самите се прашувате од каде е тоа нешто, си велите, нема ништо чудно, јас сум си таа истата, истиот. Тогаш знаете дека тоа е Светиот Дух во вас. Тоа е таа радост која што не можете да ја скриете. Тоа е тоа помазание на Духот Свети кој што ве издава дека сте Божји деца. Веќе сетете се, самиот Исус кажува дека оној кој што го има Духот Свети, тој е негов. Духот Свети прави да бидеме Божји деца. Без него ние сме празна ракавица. Затоа, ајде да се исправиме и да бараме и денеска, ова претплатно, да бараме Светиот Дух одново да не исполни. Ние треба ова да го правиме постојано, секој ден. Бидејќи секој ден имаме потреба од Светиот Дух. Не само денеска, но денеска